Јас морам да констатирам дека имам сомневања дека Агим Нухио имал информација дека се подготвува такво сценарио во Собранието на Република Македонија и тоа веднаш после завршувањето на седницата. Никој не можевме да претпоставиме или да процениме дека после завршувањето на седницата ќе има еден таков развој на настаните. Во тој контекст, јавноста беше сведок на тоа и тоа беше презентирано во медиумите и од лидерот на опозицијата Зоран Заев, кој што истакна дека имале проценки, дека развивале проценки, дека господинот Али Ахмети ради ризиците кои постоеле во нивното сценарио го ослободиле да не биде во собранието и очекувале насилства. Зошто кога тоа го очекувале не ја пренели информацијата во Министерство за внатрешни работи? Зошто Агим Нухио, доколку е имал информацијата, не го информирал оперативниот штаб за да се направат дополнителни мерки и активности за да се воспостави јавниот ред и мир или да се превенира влегување во собранието со поголем број насилие и така натаму. И трето, зошто ова сценарио не е направено пред 16:30 часот, односно пред да има собрано огромна маса на луѓе протестанти пред собранието на Република Македонија. Можел да се направи и пред 14 часот, можел да се направи и после 14 часот тоа сценарио. Но доколку одлучиле тоа така да биде, требало да информираат полицијата, требало да го информираат Агим Нухио, доколку не е информиран, а се сомневаме дека не бил информиран и ние верувајте дека би презеле се што е во наша надлежност, бидејќи имаме и други тековни полициски активности, но сите сили би ги насочиле околу собранието.